3 часа пред да скокне од 6-тиот кат Ивана Јовановска со 6-годишната Катја, на снимки во близина на гимназијата Нова се гледа како Стојанче неколку пати ја тепа Ивана и се расправаат. Со нив бил и Мартин Саздов, каде на снимките што ги покажа како доказ јавното обвинителство се гледа Стојанче ја тепа и се расправа со неа, а потоа со возило се упатуваат кон центарот на градот. Ивана во близина на судот се јавила во полиција и ги замолила да дојдат, бидејќи сака да пријави дека била тепана од Стојанче. На 2-3 дента на самоубиството, 2 часа пред тоа да се случи, Ивана се јавува на 192 и вознемирана и плачејќи пријавува семејно насилство од сопругот. Објаснува дека е пред судот и дека се јавила и са бајлето, но тогаш не сакала да зборува, но сега сака. Моли полицијата да дојде што поскоро. Еден од доказите беше и видеоснимката од кафе-барот во истата зграда, каде живеела Ивана, како во еден момент паѓаат 2 тела пред самата зграда, а претходно пријавил Стојанче дека жена и дете ќе скокнат од зградата. Додека обвинителката ги објаснуваше снимките, Стојанче ги имаше покриено ушите со дланките. Многу чести биле повиците од Ивана во полиција за нејзино тепање во минатото, заклучување во станот каде не можела да влезе, но и суседи пријавувале дека има семејно насилство. На снимките во полиција како доказ беа јавувањата на мајката на Ивана и мајката на Стојанче, каде се слуша и малата Катја како моли да ја помогнат на незината мајка и дека незе ја тепал таткото. Мајката на Стојанче, Цветанка Јовановска, со тешко дишење се јавува во полиција и на операторот му вели дека се случува обид за убиство од нејзиниот син, додека Катја извикува ќе ја убие мама. Јовановска вели дека и детето е удирано. Катја за време на повикот плаче се посилно, повторувајќи ги истите зборови. Стојанче се товари за 3 дела: загрозување на сигурност, нанесување на тешка телесна повреда при семејно насилство и наведување на самоубиство. Наредното судење е закажано за 15 април.